Од четврток јавните комунално-водоводни предпријатија ќе добијат поевтина цена на електричната енергија која ќе им биде обезбедена преку СМ продажба. За колку со субвенционираната цена на струјата со овие комунални предпријатија ќе ги намалат месечните сметки? Значи, последната фактура ни изнесуваше околу 1.460.000, не околу, него 1.460.000 денари. Согласно одлуката сега што е, мисля, и новиот договор за снабдување што го подпишавме со СМ и што најавата на Бислимовски, што е околу на регулираната цена на електричната енергија, цената би била помалку некаде околу 65%, некаде рачунаме според нашите проценки дека ќе се движи од 400 до 501 на месечно ниво. Ние како јавно предпријатие ќе преминеме од слободниот на регулираниот пазар на струја, со што и то самото тоа би значило намалување на месечните трошоци за струја за некаде околу 50%, што за нас би значило големо улеснување во однос на финансиското работење. Сепак ова веројатно нема да ги реши сите проблеми во јавните предпријатија, бидејќи голем дел од нив и претходно работеа со загуби. Треба да ви се помогне и се помага со оваа цена на електрична енергија, но мора и вие да си помогнете со зголемување на ефикасноста за системот да биде одржлив. Не можеме од земја која има вода да си дозволиме луксузна загуба од околу 60% на вода во системот. Изјави председателот на регулаторната комисија Марко Бислимовски на средба со представници од јавните предпријатија. Според Бислимовски, политиката и популизмот се длабоко навлезени поради што советите на општините кога ја оправдуваат конечната цена на водата за пиење неа коригираат воопшто со цел да ги заштитат граѓаните, но при тоа не водат сметка за инвестициите. За да ја тргнеме оваа тежина од советите, предлагаме регуларната комисија за енергетика да ја определува конечната цена, затоа што ние со нашите одлуки вршиме притисок да се зголеми ефикасноста на предпријатијата кои ги регулираме, рече Бислимовски.